Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Коце Трајановски, директор на јавното претпријатие за државни патишта и поранешен градоначалник на град Скопје, Даме Димитровски, председател на Советот на град Скопје, и Сашка Цвитковска, главен и одговорен уредник на истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот, со оглед на тоа дека денеска е роден денот на Скопје. Наша идеја и желба беше да го дариме она што ние знаеме и умееме од оваа страна да го направиме најдоброто за гледачите. Домакинки во овој дел ќе бидеме јас и мојата колешка Цеци, официјално добро утро. Добро утро, Александра. Верувам дека си малку повеќе разборувана од мене. Така, од 6:45 има доволно време. Да, точно. Почитувани да ве поздравам и вас, се разбира да ви го честитам денот на градот. Верувам дека градот убав пак ќе никне. Сакам да верувам дека така ќе биде, дека ќе живееме во навистина многу поубаво Скопје од она што ни се случува во последниот период, но многу повеќе за тоа ќе зборуваме во продолжение со нашите гости кои што се вака малку сериозни пред камерите, но зад камерите се одлично расположени. Така е, како што е редот, уште еднаш да си ги поздравиме, веднаш до мене господинот Коце Трајановски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодариме на поканата да учествуваме во емисијата. Ви благодарам што ја прифативте истата на средина од ова убаво друштво. Сашка Цветковска, добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов, вака рано. И на крајот ние господинот Даме Димитровски, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Од сите прашања кои ги имаме за вас, господине Коце, мораме јавно да ви споделиме дека сите гледачи денеска телефонски кои што не контактираат уште од рано изутрин имаа само позитивни зборови за вас и за времето во кое што бевте градоначалник. Да подсетиме, април 2009, април 2013, два пати ви беше во ваши раце даден мандатот за градоначалник на Скопје, но имам едно прашање. Дали на овие избори бевте во потесен избор и на тесна листа да бидете повторно кандидат за градоначалник на Скопје? Мие благодарам пред се уште еднаш за можноста да гостуваме на оваа емисија, на овој прекрасен ден за градот Скопје. Градот Скопје, не да се надевам, јас сум сигурен дека поново ќе никне и ќе биде убав градот Скопје. Значи, јас веќе од минатата година сум директор на јавното претпријатие државни патишта. Ангажманите се големи, проектите се огромни, долги години, еден период нанадат беа заостанати тие проекти, така да се најдов себе си таму, така да градот Скопје веќе смета дека Македонија никнува. Да. Затоа таму беше мене фокусот насочен. Дали бевте така? Во Скопје секогаш има некој муабет скопски, ке кажеме. Дали бевте во потесна листа за градоначалник на Скопје на овие избори? Ја би сакал да се заблагодарам на гледачите и на жителите на градот Скопје, на граѓаните на градот Скопје, кои што се сеќаваат подобро по текот на мојот мандат. Нормално имали работи кои што не се добри сигурно, меѓутоа во глобала мислам дека оставив добар печаток во градот Скопје и тоа е моја лична сатисфакција на тогашната влада, на тогашната партија, пак ќе кажам, што сепак ние како партија треба да бидеме организирани, меѓутоа партијата треба да биде второстепена, пред се треба да бидат граѓаните и треба да биде функцијата која што сме ја добили од граѓаните и можноста, па и обрската, да таа функција ја извршуваме најдобро што можеме. Пред се е голема привилегија, голема чест да бидеш градоначалник на главниот град на Република Македонија, би рекол во конкретниот Политички случај. коректно ми го игнавте одговорот, но граѓаните посакаа да го советувате Орце, како што вие во вашите два мандати работевте за Скопје. Така да тоа е пораката од граѓаните. Цеца? Да, може да продолжиме со госпоѓа Цветковска, малку по-сериозна тема, случувањето во Кучани, историјата која што вие направивте, па сакам да ме прашам дали ова е една од најтешките истории за ИРЛ? Дали една од најтешките? Многу од нашите истории се поприлично тешки. Не поради фактот, не поради темите кои што ги истражуваат и анализираат, многу повеќе поради одговорот на онаа мала група мокни поединци кои кон нашата работа, кои што не се задоволни кога се расветлуваат одредени случаи за трговија со влијание, злоупотреба на службената положба, влијание врз политичките партии. ИРЛ стратешки одлучи дека за разлика од генерациите новинари претходно, кои што воглавно се занимаваа со некакви
општи истражувања, министерството, градот, владата, ние решивме да ги менуваме оние кои што најмногу влијаат на квалитетот на живот преку тие нечесни лоби пракси, скриени партиски финансирања во сите партии од политичкиот спектар и кои потоа имаат бенефит, се разбира, за својот личен профит, а медиумите ги користат како средство за заштита на својот углед, но и заштита од прогон и напад на секој оној кој ќе се осмели да ја проговори вистината. Кочани дефинитивно беше една од најтешките, не поради фактот што поминавме многу време во таа заедница и релатирано од една едноставна мисија, сакавме да истражиме кога велиме системот е крив, кој дел од системот е крив. Мора да постојат одредени мерливи индикатори кои ќе ни кажат каде точно како сгрешивме. Од легислативата до работата на институциите во пракса, подоцна се појавија и тие сега веќе озагласени документи за кои што бевме нападнати, но вчера имаше и пресуда од Советот на етика, порталот кој во прашање и од кого што произлегоа тие лаги и невистини беше осуден и се надеваме наскоро ќе бидат isfрлени од тоа тело. Во Македонија има многу медиуми кои создаваат многу врева. Политичките партии мора да се согласиме дека допринесоа на едно брутално ниво таа јавна дебата така да биде пренесена и кога ќе го фрлите до миното, на крај ќе се врати и на вашиот брег, кога еден ден, а се случувале такви работи, ќе имаме потреба да заедно да работиме со оние кои не представуваат во институциите, ќе бидат потребни кредибилни медиуми за да можеме да сработиме нешто заедно сите за Македонија. Така е. Нашиот медиум е токму таков и се обидуваме секогаш да сме тука за граѓаните, бидејќи постоиме од граѓаните. Сашка, тука сме да го пренесеме се оно што сакате и се борите секојдневно, но кога сме кај сите промени кои ни се случуваат. Даме, лани на 13 ноември во вашите раце имавте награда од градот. Оваа година сте во градот. Па кои се промените кои ги очекува градот? Одлично прашањето. Минатата година бевме номинирани од наши колеги од Машинскиот факултет, јас како ментор на групата Формула Студент и 20 на студенти кои што се бавеа со темата изработка на болид за трки во Формула Студент, да номинирани за наградата 13 ноември и комисијата во градот не препозна ни ја додели оваа награда, најмногу за мотивацијска работа во делот со младите. Мора да истакнам дека работата со младите е еден од најубавите елементи во животот кој што може да ви се случи. Оваа група од 20 на студенти се исклучително ентузијастични во својата работа, беа вредни, сами работат, се целосно самостојни, бараат од време на време помала насока, значи сами се организираа, ние им доделивме еден простор во лабораторијата каде што може да почнат од нула, од технички цртеж со многу истражувања да дизајнираат болид со кој што минатото лето се тркаа за прв пат со други 50 на универзитети во Европа на перформанси на болидот, на начини на пресметка на параметрите, на бранење на тоа зашто ги избрале тие решенија. И нашите студенти, иако прв пат влегоа и бевме тим со најмал буџет, бидејќи учевме и како се собира буџет, учевме и како се прави маркетинг на таков болид во јавноста, значи со мали чекори влегуваме во поголема приказна, се надеваме дека ова ќе стане приказна што ќе трае во следните 20 години. Се надеваме дека младите нема да го изгубат ентузијазмот. Сега за сега се добри, имаме втора генерација која се такмичеше ова лето и веќе од есенва имаме трета генерација на студенти, комбинирани од претходните, се користат искуствата и веќе изработуваат болид 2.0, кој што ќе се бави со поголеми амбиции од овој првиот. Овој првиот имаше амбиција да учествува во трките, да постигне успех, да ги добие сите лепенки, дека ги поминал сите тестови, дека се такмичел добро, дури и добија награда, кажа во првата година, дека се исклучително инвентивни во решенијата со оглед на финансиските средства кои што ги имаат. Беа препознаени и од други професори и универзитети. На нашиот факултет во меѓувреме гостуваа професори од ЕТХ Цирих, кој што е еден од топ 10 универзитети во светот, од Делфт универзитетот, од универзитетот во Глазгов и имавме шанса да ги седнам овие студенти со тие професори да поразговараат за инженерството. Одлично. Покрај тоа што нашите студенти беа воодушевени од тоа со кого разговараат. Така. Професори беа воодушевени од какви инженери имаме ке нас. Вика, во европските земји нема веќе вакви инженери, таму младите се занимаваат со други, со уметноста, сакаат да се бават со историјата. Вика, ќе вас се уште има млади, паметни, посветени
посветени луѓе кои што целосно се вложуваат во инженерството и дури бевме препознаени дека тоа што они го совладуваат на додипломските студии, на основните студии е многу сродно со тоа што се совладува кај нив. Така што инженерот кој што излегува од нашиот факултет машински во Скопје е идентичен со инженерот кој што излегува од универзитетите во Германија, во Велика Британија, во Холандија и слично. Годинава имаме нови кандидати за 13 ноемвриската награда и тоа се исклучително заслужени луѓе кои со својата работа дале придонес во афирмација на градот, во афирмација на својата дејност и придонес кон градот и се надевам дека вечер ќе имам чест да се запознавам со нив и да се дружам со нив. Мал дел или да ни ги израдуваме пред време? Мислам дека тие веќе знаат дека се добитници, но од утре ќе имаат промоција. Јас се надевам дека вечер ќе успеам да добијам и дел од нивната суштина што работеле, да ми раскажат лично како стигнале до таму, да се подружиме малку и заедно да збогатуваме културата на градот Виднина. Така. Верувам дека како председател во град Скопје ќе имате можност тоа да го направите како промена која што ни е потребна и така во градот. Ти кажам едно многу значајно прашање кое што го размислувавме уште кога ја пишувавме програмата, зборувавме за улици, зборувавме за згради, зборувавме за корнери, но во суштина ние знаеме дека градот е тоа што се случува помеѓу зградите, тоа што се случува на улиците, тоа е животот во маалата. Така што сакаме да зборуваме генерално за тоа што се создава во зградите кои што ние ќе ги направиме или како децата ќе играат во паркчињата кои што ќе ги направиме. Имаме доволно згради да направиме повеќе паркови, да направиме повеќе паркови, да направиме места кај што луѓето ќе создаваат, да им овозможиме на млади не само со техниката, да им овозможиме во маалата да создаваат некоја култура, некаков малски живот, да им дадеме простори каде што ќе вежбаат со својот бенд, каде што ќе може да сликаат добри ѕидови, каде што може да прават графити, да им дадеме простор тука да изразат својата култура и енергија и овде да создаваме нови добитници на наградата 13 ноември или нови добитници и на повисоки награди во европски рамки. Господине Трајановски, кога даме веќе го спомена се она што го создаваме, па ете како градоначалник со 2 мандати во град Скопје, колку е тешко да се биде градоначалник за да се доведеме до оваа состојба, да не функционира градски превоз, да имаме отпад во кој сите знаеме како ни изгледаше Скопје до пред некое време, буквално да немаме јавни предпријатија кои функционираат. Многу интересно прашање, мислам дека круцијално прашање. На почеток реков дека е исклучително чест, меѓутоа уште поважно е огромната одговорност која што имате како градоначалник на град Скопје. Главното нешто кое што треба да го имаме и како држава во било која институција, а градот Скопје после владата е втора институција во државата која што има една огромна лепеза од надлежности. Многу е важно да го продолжите континуитетот кој што сте го наследили од претходните и нормално да бидете, да се трудите и да бидете со сигурност подобри од претходните, што е сосем нормално и природно е. Секоја генерација, секоја следна постава во било која институција да допринесе нешто повеќе. За жал ќе речам поново, после моето заменување 2017 година се случи еден дисконтинуитет. Така, ве наследи господинот Петар Шилегов. Да, имења нема да спомнувам, значи мојот наследник, значи не продолжија со она за кој што ние сме застанале. Не застанал Трајановски, не застанал ВМРО ДПМН. Заради тоа што значи за тук градоначалникот е една фигура таму која што ги обединува, организира. Главната работа вршат стручните луѓе. Не мора да имаме професионални луѓе во сите области кои што ги покрива градот Скопје, тие се многу. Почнувајќи од култура, локален економски развој, меѓународна соработка, комунална хигиена, сообраќај. Сето тоа треба да бидат луѓе кои што кога ќе дојде новиот, веќе тој таа структура независно тоа се функционира, само тој дава еден нов правец, други идеи и слично. Тој дисконтинуитет се направи за жал. Значи имаше проекти, многу проекти на кои што јас се извинувам што реков јас, меѓутоа градот Скопје со своите стручни служби работеше и веќе беа готови на маса. Тие беа ставени на страна, од мене почнува да функционира градот. Вака малку вулгарно кажано да речем. И тоа допринесе да градот заостане. Да продолжија онаму кај што јас застанав. А јас сум продолжил кога дојдов, морам да се вратам назад 2009-та, првата моја задача беше кога ги среднав стручните служби, дај да видиме од мојот претходник, господинот Трифон Костовски, во конкретниот случај, прекрасен човек, дај да видиме кај застанавме. Првото беше вика Илинденска. Добро, да ја продолжиме. Меѓутоа, за жал,
не беа документите усогласени со центарни, со детален план и со генерален план. За година дена успеавме да ги усогласиме. 2010 година почнавме реконструкцијата на Илинденска. Значи Трифун ја почнал. Јас ја продолжив. Јас морав да речем кабе Трифун таму, тоа ќе биде негова заслуга, да ја да видам јас што ќе биде 100% мое. Ништо не е 100% твое. Така. Значи сето ова, било што да направиме, добро е да се фалиме ние сите, дека еден дел од тоа е моја заслуга. Другиот дел ќе биде на претходниот, на наредниот. Значи добро е да се фалиме за нешто што сме направиле, а да не се напаѓаме за тоа што не сме го направиле. Во тој случај граѓаните ти речат сите сте исти, не работите колку сакате напаѓате, сите сте си виновни. А ако го направивме, во тој случај сите ќе си добиеме дел од тој, да речем условно кажано, колачот на пофалбите кои што треба да ги добиеме. Така да, мене ми е жал ова што се случи 8 години во градот Скопје. Се обидував да бидам потих, да не испадне дека само критикуваш, ти си бил најдобриот, овие другите. Не требаше граѓаните тоа да го почувствуваат и за жал го почувствуваа. Само за потсетување би сакал да кажам дека 2016 година добивме 2 награди за градот Скопје кои што мислам дека треба да се споменуваат и тоа треба да бидат водилка на другите кои што доаѓаат да добијат уште повеќе. Едната од наградите беше втора награда во Европа по мобилност. Јас ја добив со мојот тим во Брисел од министрот, те ги викаат министри, да речеме за транспорт и врски, на Европската Унија. Кога мислите за мобилност, што тогаш беше направено за градот? Да, сега ќе го објаснам, че да, добро подпрашање, да речем. Значи, Малме прв, Лисабон и ние бевме втори. Европа не оценуваат колкава ти е на вас мобилноста, туку оценува колкав напредок сте направиле во мобилноста. Ние сигурно нашата мобилност е помала и од Париз, и од Берлин, и од многу градови во Европа, меѓутоа те гледа овој град, оваа луѓе, оваа екипа, овој тим напре голем исчекор и ај сега ние да го пофалиме, условно кажано со ова и да му дадеме мотив да продолжи понатаму. Што значи мобилност? Мобилност е едно од многу важните прашања, а тоа е движење. Мобилност значи движење. Движење каде во градот? Пред се, ние ги направиме првите велосипедска патека, беше од автокоманда преку центар до Сити Мол. Да можете со велосипед, да може. Јас тогаш отидов, прв се возев и нормално во тело со облече кој што треба да си на работа. И мојот наследник вели, дошол, вика, како да кажам, салонски облечен да вози велосипед. Па да, велосипедот не е само за во тренерки, не е само да рекреираме. Велосипедот треба да ни биде да идеме до работа, да отидеме у хотел со најдобра облека што имаме на некој прием. Јас сум бил во Холандија и јас сум се фрапирал. Тогашно доаѓам до најдобриот хотел и сега си нормално, кога гранаш и гледаш да купиш. Доаѓа еден страшно добро облечен господин и господја, господјата на точак позади со него вози. Се симнуваат и се влегуваат во хотел со 5 звезди. Кај нас е пародијата му е елеганција. Кај нас рече овој или нема пари, или нема памет доволно, па види го што прави. А сега одите со велосипед на работа? Да. Да, добро прашање, благодарам Сашка. Одите ли сега со велосипед на работа? Искрено. Не одам сега. Не одам. Јас се обидов до Канал 5 да стигнам со велосипед, но тоа можеше трагикомично да заврши. Не одам заврши. заради тоа што во кола додека сум јас работам. Значи го гледам секој минут, додека се бришам, јас телефонски разговарам. Секој ден по 2 работи да работам истовремено. Значи за да можам да го стигнем. Така. Времето е нешто кое што сите го бркаме. Така. Нели? Иначе велосипед возам. Специјално си имам После работа. велосипед. Да, и си возам покрај Вардар, сум така да патеките си ги користам. Советувајте го новиот градоначалник и оваа страна на Вардар да да ни се доискаже, ослободи. мобилноста е многу важна и за жал ми се прекина тоа. Второто е, мобилност е за луѓето побрзо стигнат онаму кај што треба, дали на работа, дали не да може за здравствени Брза причини помош. слично. Значи автобускиот превоз направивме револуција. Значи благодарност на тогашната влада која што купи целосно нов возен парк за автобусите. Тоа беше потребно. Жена, само дозволете ми, ќе молам. Значи, ќе ме Дали може да се малку. толкува? Дали користите јавен превоз? Еве, даме Сашка, господина Дозволете Треновски. само. Значи,
Тоа не беше основа. Иначе јас сум по професија машински инженер, кој господин Даме, машинците се многу вака инновативни луѓе, ако се пофалиме, нели? Меѓутоа, мојата поспецијалност беше програмирање. Јас 20 години сум програмер и благодарение на тогашниот систем имав можност да имам 50 курсиви на врвната америчка компанија IBM по една недела во Словенија за дизајн и за програмирање на информативни системи. И мораше од Словенија мојата треба област, да ни е примерот кон кој треба мораше да во цели мојата Македонија. област да направам нешто кое што градот навистина ќе биде препознатливо. И тогаш направивме да автобусите. И одев по европските градови и секој гледам на екранот како ги пратат автобусите, како го прават и другите средства што се движат. Направивме да автобусите се пратат на мониторинг на 2 до 3 места, и приватните, и ЈСП, и ние, Центар за управување. И во тој центар, од прва автобуска станица до последна, ако закасни на некоја автобуска станица плюс минус, пример, 3 минути или 4, му се пали црвено светло од Сушица, Петровачка, па до Скопје, да не ги набројувам, сите ги знам станици, да не ги набројувам, светнува црвено светло, на таа автобуска си закасна од 3 минути. Ти се одби од плата. Да се надеваме дека повторно во Скопје дозволете што, простори на останатите со дадовме ние околници. да може да се плаќа картичката, оведоме скопска. И што е најважно, единствени од Љубљана до Атина бевме плаќање со мобилен телефон. Го вадиш мобилниот 1414 пример, се на валидаторот, се стигнува порака, си платил. Ко се на Значи, партија. одлични совети ќе му дадете на новиот градоначалник. Да, и мора да на Скопје и се пофалиме надевам дека ќе денеска ги се уште послуша. функционира на платата со мобилен телефон, дури не треба да го доближите до мобилниот телефон, треба може да се во цели, мачиш. не треба да се мачиш, може да се седнете само да завртите на телефонскиот број, така да иновациите одат напред. Но дали користите јавен превоз? Да, Сашка, господине Трајановски. Види, Јас да. Јас сега не Јас користам. користам и велосипед кога се движам низ градот редовно, користам поретко јавен превоз, но моите деца користат јавен превоз, па ги знам и линиите, ги собирам, ги правам ретко и јас да речеме месечно неколку пати сум во градските автобуси и секако дека од таму потекнуваат и некои идеи како да пробаме да ги подобриме Одлично, нашиве да. линии. Кога сме во европските градови сите се возиме со јавен превоз и можеме тие искуства да ги пренесеме кај нас. Можеме и мораме да ги пренесеме. Така. Но имаме уште едно битно прашање за Сашка. Да, кога бевме кај темата Кучани и Пулс, што очекувате од судскиот процес закажан за следната недела? Јас можам да зборувам во моје лично име Секако. и врз база на Она што досега мислењата го имате. споделени од оние кои подобро ги разбираат судските практики од нас. За жал, измените во кривичниот законник доведоа до тоа правдата да е малку потешко достижна, доведоа до тоа да имаме обвиненија кои не знаеме како ќе го поднесат и издржат тој процес. Имаме огромно судење со многу луѓе и доволно е само еден човек денеска да не се појави и тоа да се одложува до бескрај. За жал никој не им кажува на жртвите како тоа ќе изгледа. И моите очекувања за жал не се толку оптимистички. Не се случија одредени работи кои ако се направеа, можеби ќе го подобреа тој процес, како на пример измените на кривичниот законник, кои што беа ветени уште во пролетта по несреќата и дека ќе се бидат готови за 3 недели. Меѓутоа законодавната комисија при парламентот не успеа навреме да ги достави сите своји документи, ниту да се состане до Уставниот суд. Едноставно во услови на ниска доверба во институциите, во медиумите, на понижен парламент, на сериозен пат во квалитетот на човечки материјал во политиката кој што не застапува и во институциите, и во партиите, ова е тоа што може да го очекуваме не само од Кочани, за се, и ви за градот, го спомна господинот Трајановски, континуитетот. Вистина е дека повеќето луѓе, не можам да се потпрам на некоја официјална анкета, ама еве ние на времето големите критичари на политиките на ВМРО, верувам господин Трајановски памети, сепак може да се каже дека имавме уреден и чист град, но тоа што го помати можеби успехот на таа администрација е паралелното действување на други општини, на други државни органи, како проектот Скопје 2014, зградењето на многу згради. Вие не бевте одговорен, но тоа го правеат така. Во Македонија не постои холистички пристап кон ниедна реформа и кон ниедна промена. Јас воопшто не сум оптимист дека градот Скопје повторно ќе никне туку така, само затоа што сега имаме нова администрација,
Бидејќи работите се заглавени долго време, кредитите се трупале вработувањето на непотребен кадар, имало пропусти во организацијата, сме изгубиле многу од луѓето кои што може, например, меѓународна соработка, таму вам би требаат сериозни луѓе, кои поминале низ одредени филтри, кои поминале одредена едукација. Ние тие луѓе ги изгубивме. Ние се уште во Македонија зборуваме дека немаме IT, зашто систематизацијата била таква. Јас себе сакам да го прашам, еве господинот Трајановски бил пратеник, колку правни експерти се потребни у собранието, ние да го промениме тој закон и да го решиме тој проблем. Јас не мислам дека за ова треба НАСА да дојде да ни помогне. Нема холистички пристап. Вие спомнавте дека ќе имаме културни настани. Дали има воопшто некоја координација? Не може сами ние да го направиме тоа само затоа што сакаме во глад загребем во волку долгови. Во волку проблеми, во работи кои веќе се дезорганизирани. Јас се плашам таму и да знам како изгледа тоа. И огромна апатија кај граѓаните. Апатија и незадоволство. Скопје стана непријатен и за жал грд град за живење. Нас не ни е убаво едноставно. Имаме масивно градење, тоа масивно градење не е така безопасно и не се должи само на намерата некој да профитира од продажба на станови, туку и на намерата да се сокријат пари од нелегалните текови на организираниот криминал на Балканот со се позајакнатата позиција на Албанија во медитеранската мафија, поврзаноста. Значи имаме многу проблеми и вие колку и да сакате да имате најубав град, сепак ќе зависите од многу работи и на крајот Македонија како општество повеќе нема визија. Ние не знаеме кои се нашите вредности како граѓани, партиите повеќе не разговараат помеѓу себе, граѓаните не се чувствуваат видени и застапени на начинот на кој што традиционалните партии практицираат политика, се отвараат можности за нови и опасни гласови во политиката и едноставно без да седнеме да поразговараме и да одлучиме што сакаме, кои ќе бидат нашите вредности, што ќе биде Македонија, како ќе работиме и дополнително да им кажеме на граѓаните честно што се случува. Бидејќи ако тие граѓани можеле 55.000 луѓе да волонтираат да изградат брана у Маврово, 50 и некоја, во толку тешки услови од транспорт само за тие луѓе. Одличен пример македонците можат сега да земат исто така одговорноста за секој свој избор кој го направиле во овие 30 години, лична па колективна и само така во широки консултации со сите парламентарни, вонпарламентарни партии, граѓански сектор, обични граѓани, синдикати да направиме една нова визија и темелен бейзлайн. Јас слушам многу идеи, но во ниту една институција не може да обезбеди, сигурно знаете што зборувам, бейзлайн, како нешто планираме, која е нашата основна дата, врз основа на што поаѓаме, кои се нашите индикатори, како ќе мериме напредок. Што е тоа, никој не го прави. Овде е се на ура, сакам трамвај, сакам од жичарата, не знам каде да одиме од Скопје. Тоа е тоа, не постои ништо за граѓаните. Пример дадовте за Маврово, но и да дозволиме, повелите господине Трајановски. Така со насмевка одговорете. Ајде, благодарам Ирена за Сашка немете Сашка, извини. Одирала, извини. За како да кажам, за повиката и јас да кажам нешто. Значи, пред себе ја кажала генезата зошто Македонија се наоѓа во оваа состојба. Се обидуваме да ја поправиме, нели? По мене, главната причина за што сме во ваква состојба е централизацијата на системот 90 и некоја година. Што значи тоа? Се зема сите ингеренции на општините и на градот Скопје и тие се централизира. Општините стана местни заедници, а град малку повеќе од местна заедница, веќе не можеше да биде местна заедница. Смеам само малку да ја прекинам. Нова мислам, тоа мислам холистички пристап. Треба да ги промениме законите. Многу странски зборови користите, малку ме збунувате. Па ние странски збори во речникот го. Целосен пристап, така сакаме да направиме убав град. Треба да имаме помош од законодавниот дом, убаво рековте, закони. Не е се само до желбата. Не сега ми дајте, не знам кај заправ сега. Дека во 90-тите погрешивме кога се централизира. Да, не знам кај застара. Значи, зошто го кажав? Одам ја сега во Љубљана, кој господинот Јанковиќ. Могла ми ја правам Илинденска и како е коца вика на улица, меѓутоа треба да експропирам 2-3 објекти. Вие знаете како беше пред зоолошката градина, како е сега.
Така е. Паметиме. Амбасадорот на, малку дигресија ќе направам, амбасадорот на Англија, на Америка, мислам дека беше Кристофер Хил, не ме фаќате за збор, бил тука, се враќа поново, откако ја направивме или денеска, вели, па чекај да не го грешивте патот. Те вика, ова е патот. Тој сега не може да ја препозне кај се движи сега. Значи, зборот ми беше, идам кај Јанковиќ, му идам вака и вака. Па вели, вие немате, како немате вие свој стан? Немаме, вие колку имате? 15.000. Значи, се централизира ПУИК, се централизираше топлификација, се централизираше градски трговски центар, се централизира гробиштата. Се живо и градот стана гол. Значи, општините во тоа време, по моите сознанија скромни, донесува и свои закони. Значи, тие контролираат територијата, има свој независен буџет од централниот. Така, господине Трајановски, тука ќе ве запрам, бидејќи ние зависиме од рекламите, ние сме приватен медиум кој што не финансиран од оние кои што не сакаат, гледаат и ни ја даваат довербата. Задржате ја мислата, секако и господинот Димитровски, кој сега е претседател во град Скопје, има многу што да ни одговори и што да ни раскаже за прашањата кои беа упатени од Сашка. Време е за реклами.